Втор символ кој исто ја илустрира оваа, да речам, културна приказ на културниот аспект на нашите мрачни движења последниве десетина години е односот кон природата, кон воздухот, кон дрвата. Ако ништо друго, знаете, нели, нашата култура е доста дискутабилна во разни аспекти, посебно незиниот, нели, континуитет, незината длабочина, да речам. Но ако нешто не е спорно, тоа е дека македонецот има култ кон дрво. Мислам, секој поет малтене во Македонија, тоа исто прави в последниве години, читав доста поезија, читав македонска, бидејќи на време не сум ја читал кога требало. Има цела серија песни за дрва, кај што дрвото е баш она, како да кажам, свето. Мислам, тоа го има и во други култури, нели, и во Ирска, и во тоа, дрвото е поврзано со. Кај ова варвариве, дрвото е нешто што треба да се уништи. Мислам, тоа е неверојатно. Во цел свет се прават зафати, дрвото се заштитува или во крајна линија, ако е баш невозможно, на такви места преместува. Ако е на такво место кој што е плоштад и се до тоа. Символот на дрвата е, како ќе кажам, символичноста е многу поголема отколку хрпа бетони и камења. И секоја нормална култура и секој нормален човек во својот, ова што вие што видите, културен менталитетски код, тоа мора да му биде јасно. Нема тука избор, дал споменик, дал дрво. Дрво јасно, ама со ова лудило стана обратно друго, као дрво, споменик бе. Така што она длабоко е навлезена патологијата, не е нормално. Скоро читав една приказна, баш наукно ќе објавиме деновиве, за едно дрво, чисто да илустрирам светоста на дрвата и нивната огромна символичка важност. Едно дрво, после 9.11, 2001, после паѓањето на кулите, терористичкиот напад, успеало да обстане онака целото испокршено. Мислам, од него останале 10%. Го преместија во еден парк, близко до Њујорк, и за овие 10 години дрвото букна. Мислам, се разви никогаш не изгледало подобро. И тоа е сега еден од клучните символи, како да ви кажам, и на Америка и на 9.11. Туку е позначено тоа дрво од новата зграда што таму ја изгради. И тоа ви збори дека таа култура е нормална. И има нормални символи, нормални фетиши. Луѓето знаат што е приоритет, што не е.